Антикорупцијската бевме известени дека отвори предмет, доцна вчера попладнето писмото стигна, така што тимовите веќе ја спремаат документацијата која е побарана од нас. Се надевам дека во многу пократко од рокот кој е даден 15 дена чина беше во писмото, ќе ја доставиме и како што реков и во јавноста и претходно изјавувам и сега и јас и целиот тим е подготвен да одговори на сите дополнителни прашања кои што ги имаат. Немаме што да криеме, постапката се одвиваше, иако ова е една од постапките кои е утврдена согласно закон, меѓутоа останатите институции не ги применуваат бидејќи не важат за нив. Можеби понекогаш некои од чекорите да не се доволно јасни, меѓутоа затоа реков јас сум подготвена да ги одговорам сите прашања кои Државната комисија за спречување на корупција ќе ги има во врска со овој предмет. Изработија методологија врз основа на кои се извлече заклучокот дека компанијата Леонардо ја дава најповолната понуда. Тоа не значи дека и останатите компании не нудеа квалитетни производи или квалитетни воздухоплови, меѓутоа не беше земено во предвид само еден сегмент, напротив беа земани во предвид не само цената, значи цената играше улога, меѓутоа еден од клучните работи, еден од клучните услови би рекла беше и понудата која ја добивме за долгорочното одржување на воздухопловите. А кога се купува опрема, особено волку вредна опрема и опрема која е од стратешко значење би рекла за функционирањето не само на армијата, туку и на државата, неопходно е да го гледате да се гледа понудата во пакет, односно да се гарантира дека за долги години, во наредните 30 години, таа опрема ќе може и ќе бидеме способни и во капацитет човечки ресурси, меѓутоа и финансиски да ја одржуваме.